Секој индивидуално ја преживува болката по несреќата во дискотеката Пулс во Кочани. За оваа колективна траума не постои пишано правило за заздравување, вели психологот Емилија Бошковска, која заедно со своите колеги е на терен и работат со учениците, студентите, наставниците и граѓаните во општините Кочани, Чешиново, Блешево, Штип, Виница и Пробиштип. Младите кои имаат изгубено другарчиња, другарки и роднини, соседи во пожарот во дискотеката, сакаат да разговараат и со нив. Психолозите работат во групи во училиштата и во Центарот за советување. По шокот почнува периодот на тага. Ова е колективна траума, секој е различен, во различен степен засегнат. Не можам да кажам дека ни еден од жителите на овој регион, па и во Македонија не е афектиран од сето ова, сите ние сме афектирани, така да секој со своето темпо ќе заздравува. Народски кажано имаме и 7 дена, 40 дена од тагувањето, но ниедно правило во овој момент не може да биде валидно за сите. Над 30 психолози се меѓу населението во Кочанскиот, а 10 во Штипскиот регион. Достапни се вкупно 130 психолози преку комората на психолози, кои со граѓаните и учениците работат во групи или индивидуално. Работат волонтерски, бесплатно, од утро до мрак. Министерката за образование и наука Весна Јаневска денеска го посети Средното медицинско училиште во Штип, каде што има 3 починати, а неколкумина ученици се повредени во пожарот во дискотеката Пулс. Имав прилика во училиштето да видам дека психолози работат со 2 големи групи на ученици. И тоа е добро и се надам ќе продолжи така. На УГД исто така има отворено Центар за советување на млади, всушност збирно место на психолозите, каде што тие се среќаваат, прават план и продолжуваат да работат низ градот, а секако и таму индивидуално да работат. Сите граѓани и ученици, ако имаат потреба од разговори и психолошка подршка по несреќата во која животите ги загубија 59 граѓани, може слободно да се обратат на психолозите. Од комората повикаа и останатите нивни колеги да се вклучат во акцијата и да помогнат во надминување на оваа колективна траума.